Добро идете во студио за Славчо Димитров, Коалиција Маргини и еден од организаторите или главен куратор на Скопје Прајд Уикенд. Разговараме за месецот на гордоста во Македонија, во Скопје, како изгледаше таа прослава. Во Скопје традиционално по 7 пат годинава го организиравме Скопје Прајд Викенд, фестивал на квир култура и уметност, која што и годинава, како и особено изминативе 4 години, имаше богата програма со врвни светски етаблирани уметници во областа на изведувачките уметности, фотографијата, но и теоретичари. Понатаму, она што следува е крајот на месецот, кога ќе се одржи парадата на гордост. Ќе говориме и за тоа, и за парадата. Низ другите градови во Македонија се славеше ли? Имаше ли настани? Да, во Македонија, во другите градови не се слави, меѓутоа во принцип градовите и во регионот, но и ширум светот имаат најразлични начини за одбележување на месецот. Стандардно е, се разбира, најголем дел со организација на парадата на гордоста, а меѓутоа пропратно со тоа голем дел од градовите организираат и културни настани, изложби и така натаму дискусии. Да. Добро, ајде околу ги споменавме културните настани. Имаше инцидент во музеот на современна уметност. Се работеше за делото, перформансот, кефално чудовиште на Рон Ејти. Се згрози мнозинството, особено на социјалните мрежи. Страстите се разгореа, дури учествуваше и отец Пимен во тоа, следејќи ги коментарите после неговиот протест. Перформансот се работи има еден црквен објект и потоа еден гол маж, и тоа ги изовре всушност страстите. Да, инцидентот не беше во МСУ, значи во МСУ имаше перформанс на уметник. Но инцидент подоцна се случи. Но битно е да кажам некои работи. Значи ние имавме перформанс на уметник кој што 40 години комплетно ги измести границите и испише историјата на перформанс уметноста и на боди артс практиките. Уметник за кој што буквално сите најзначајни светски историчари на уметност имаат напишано, ако не книги или монографии, во тој случај текстови. И докторирале многу научници. И докторирале, нормално, значи се пишуваат постојано докторати за делото на Рон Ејти. Значи, во една таква ситуација ние имавме инцидент вон музеот на социјалните мрежи од луѓе кои што нити беа таму, нити го видеа перформансот. Она од што тие наводно беа згрозени, тоа е една фотографија која што ја видеа, значи комплетно и деконтекстуализирана фотографија, од еден од 5 чинови, односно 5 сцени од кои што се состоеше перформансот на кефалното чудовиште, кој што патеме последниот перформанс на Рон Ејти, кој што го изведуваше. И Македонија е една од првите дестинации во која што го представува после Соединетите Американски држави. Значи, реакциите први сведочеа за, морам да кажам, еден фашистички дух, во кој што во 21. век ние требаше да браниме автономија на уметност и на уметнички слободен израз, особено на критички израз во уметноста, кога станува збор за критика или проблематизирање, адресирање на некој начин на една хегемониска, доминантна политичко-религиозна институција, како што е црквата и религијата. Меѓутоа, најголемата иронија е дека перформансот не се бавеше с толку со овие практики, институционални религиозни практики експлицитно, колку што имаше во себе мноштво на филозофски референци, почнувајќи од филозофијата на Фридрих Ниче, па преку филозофијата и социологијата на Жорж Батај, кои што се, не знам како да кажам за јавноста да свати што значат тие имиња во 20-тиот век. Да. Значи, референците беа од таму, а она кое што беше као иконографски дел во перформансот реферираше на мноштво митологеми, односно на мноштво митолошки слики, Минотаурот, Дионис, во кое што една кратка референца на лице со еден христијански символ беше вклучен во таа сцена во која што го имаме обезглавеното чудовиште,
во кое што ги врежува на неговите гради, познатите, секој историчар на уметност и на религија го знае тоа, така наречени Horns of Consecration, кои што преку Египет, па имаат во грчка митологија и така натаму свое значење. И тука е таа една имплицитна критика која што дојде. Да не зборувам воопшто сега за целата идеја која што стои позади перформансот, пошто навистина е невкусно да го елаборирам тоа на луѓе кои што не го виделе. И второто покрај овој еден така паланечки фашизам кој што беше на виделина, второто значи на фашизмот да се нарече паланечки, тој секогаш е опасен. Па добро знаете Колку и да го Константиновиќ, локализираме и да му се подсмеваме. Е опасен, несомнено, и тоа дојде од така наречени прогресивни луѓе во оваа држава, што исто ги соголи картите прилично добро. Меѓутоа, вториот разлог кој што јас мислам дека е важно да се нагласи е дека станува збор за една класична чиста хомофобија. Зашто го тврдам тоа? Затоа што доволно е само да ги погледнете изминатите 40 години на МОД. Па вие на МОД сте имале еден куп представи во кои што имало овој перформанс изгледа како мала романтична приказна во споредба со тоа што сме имале прилика да видиме на МОД и при тоа колку пати била црквата и христијанството изложено на критика во рамки на тоа. Меѓутоа, во тој неутрален уметнички контекст не сме слушнали до сега да има такво масовно скандализирање, но кога имате хомосексуално, хив позитивно тело, во тој случај одеднаш нивните чувства се наоѓаат повредени. Што е помалце и смешна конструкција што доведе до тоа дури и она пропадната комисија за заштита од дискриминација која што уште месец дени го завршува конечно својот мандат, која што му овозможи, знаеме, на Груевски да побегне од Македонија, се огласи и не обвини дека ние смеете ширеле говор на омраз и сме ги повредиле чувствата на христијаните, што е една тотално абсурдна ситуација во 21. век. Хомофобијата во државава е проблем, но се разбира и секогаш е, и таа треба огромно време всушност да се искорени, но ниту еден од оние инциденти, односно насилници на тие инциденти не беше казнет. Се уште нити еден од насилниците. Да, и со промената на власта, еве сега го споменавме и груевизмот, но и со промената на власта, на една полиберална, либерална една партија, како што е СДСМ, сепак замрзнати се тие процеси. Да, и покрај тоа што СДСМ се разбира покажува неоспорно како досега невидени напори за заштита и промоција на правата на ЛГБТ популацијата, сепак ова прашање некако останува нерешено. Кои се причините за тоа ние не можеме да ги откриеме, можеби коалицирањето со некои од партнерите кои што беа во претходната власт, чија што врска не знаеме каква е со тие напади, кои што беа во чаршијата, 6 напади. Можеби таму одговорот може да се бара. Меѓутоа, или обвинителството едноставно е споро, но од друга страна пак спори се и од МВР, очигледно, кои што и покрај неколкуте апели кои што повторно беа упатувани на оваа власт од кога ја замени ВМРО-ската власт, се уште немаме решение на нити еден од овие случаи. Да, како и нападите кон новинарите, еднакво можем да ставам на вистина. Таа линија продолжува на игнорирање на насилството кое што беше. Да. Ајде околу месецот на гордоста, што значи во светот самата идеја? Мнозинството верувам дека не знаат. И точно оние хомофобични напади всушност можеби говорат за незнаење пред се на кое треба да се работи. Значи се почнува во 50-тите години во Америка, кога стапуваат на сила, на сцена, антигеј легислативата, законите. И тогаш Stonewall Riots, односно побуните во Њујорк, во Гринч Вилидж започнуваат. И што се случува? Тоа е всушност славење на прослава, движење за борба на ослободување. Да, прослава не би било правилен термин во историски, туку борба и протест пред се против полициското насилство, а второ против државното насилство, со кое што се соочуваат луѓето кои што, како се вика, ги посетуваат различните клубови и барови во Њујорк. Еден од нив е тој всушност бар, геј бар,
на ЛГБТ, односно на маргинализирани групи на заедница на ЛГБТ. И тоа да, не е само ЛГБТ, туку е интерсекција помеѓу сиромашни, расно маргинализирани, опресирани и пред се значајно историски факт е транс заедницата, трансродовите лица, дрекралиците и така натаму, кои што си првите кои што го фрлаат каменот врз полицијата и го почнуваат протестот. Историски, значи, во тој момент, ова што денес го нарекуваме месец на гордоста е всушност протестен. Протестен израз, во кој што од едновечерен судир помеѓу овие маргинализирани групи и полицијата почнува 20-часовно масовно мобилизирање на улиците и протестирање во една генерална форма против угнетувањето, исклучувањето и дискриминацијата врз ЛГБТ популацијата во Америка конкретно и потоа овој бран се разбира се проширува насекаде во светот. Денеска се слави во една прилично ублажена, критички можем да речеме една комодифицирана форма, особено во западните европски и Соединетите американски држави земите, во форма на таа парада на гордоста. Меѓутоа, она што е важно како политички да се истакне момент, особено и во нашиот контекст, бидејќи се разбира она што ќе се случи во Македонија за прв пат, не е она што се случува во еден Амстердам, не е она што се случува во Стокхолм или во Њу Јорк или во Сан Франциско. Каде што постои традиција на слобода сепак. Каде што постои традиција била борбата за ослободување. Да, и се разбира и таму веќе има една деполитизирана комодификација на целокупно движење, но кај нас не е таа ситуацијата. И зашто е важно, бидејќи нели тие се коментарите кои што доаѓаат сега, што има да ни искачате на улици, правете си дома што сакате, горди на што се горди и така натаму. Значи првиот факт кој што сакам да го истакнам околу тоа, ако некој појаснување. Говориме за геј парадата која се одржува на 29 односно следната сабота. Да. На што е некој горд, значи гордоста во овој контекст, иако можеме сега критички го анализираме, меѓутоа од една иманентно критичка позиција, не од оваа хомофобичната. Меѓутоа тоа го оставам на страна, меѓутоа гордоста во овој контекст представува политичка позиција поради тоа што се спротивставува на политиките на срам. ЛГБТ популацијата од детство па се додека се живи ни својот живот се изложени на политика на срам. Срамот е на подсмевање и смевање. Го ставам како една општа политичка емоција, насилството да него ни споменува. Меѓутоа тргнувам од овде за да просто го објаснавам зашто е гордоста. Значи гордоста е превратување, спротивставување на логиката некој да те посочува со прст и да ти го одземе статусот на човечко суштество и да те засрамува поради тоа што си, поради тоа кој сакаш, поради тоа каков културен и социјален живот формираш врз основа на тоа, значи превратување. И тука е политиката на гордоста за тие кои што не разбираат, нека се едуцираат малце кога станува збор за политики на емоции. Тоа е првото. Второ е гордост поради тоа што излегувате во контекст во кој што сте исклучувани, сте дискриминирани, сте жртва на говори говорна омраза, меѓутоа и на насилство од омраза, деца и млади луѓе се секојдневно исклучени од семејството, во институциите се девалвирани, особено транс луѓето, и тие луѓе во еден момент во една таа лична и социјална историја на понижување, на насилство и на навреди, на деградација, успеала да преживее, го прошла сето тоа, и излегува на улица во општество во кое што од сите страни ви викаат дека вие треба да умрете и не заслужувате да живеете. Општество кое што ви вика дека сте изопачени, дека сте болни, дека сте настрани, дека сте сатанисти, дека сте еретици, не знам, демони. Коментарите беа особено со перформанс, кај отец Пиме. И во тој случај овие луѓе, значи во едно такво општество, решаваат да излезат на улица и конечно во однос на улицата, тоа е третиот клучен политички момент, е прашањето на видливоста. Општество кое што забранува, значи оние кои што ви велат останете помеѓу четири зида не сваќаат дека самите ја покажуваат политичката поента на овој протест. Укажуваат на која е потребата да се излегне на улица. Тоа е видливоста, тоа е да се реокупира, да се презаземе, да се маркира сопственото постоење во јавниот простор, кој што е заеднички. Кој што е заеднички. Тоа се луѓе кои што не може да сватат дека медиумите се секојдневно
преплавени со слики од хетеросексуални парови. Во најмала линија, ако не се сексуалните парови, тогаш се нивните социјални форми на живот и нивните родови нормативни форми на живење. Билбордите насекаде во градот ни прикажуваат класични хетеронормативни родово нормативни матрици. Парковите се полни со хетеросексуални парови кои се бакнуваат, улиците се полни со парови кои што се држат за раце. Коли свират секој ден на улиците кога се случува свадба. И зашто сме ние на улиците? Па затоа сме на улиците. Сега кога ги споменавме, всушност општествениот простор кога го споменавме, постирав на Инстаграм, ми се допадна зградата на Американската амбасада, како е прожектирано знамето на ЛГБТ заедницата. Говорам за Американската амбасада во Скопје. И ќе доживееме ли некоја македонска институција, официјална македонска владина институција или собранието можеби да го прожектира, да го покаже со гордост знамето на ЛГБТ. Онака како што тоа го стори пред нивните очи Американската амбасада. Да, па добро, за мене е многу поважно отколку овој еден така, не знам, потрадиционален символички гест, за мене е поважно да доживеам, да видам дека македонските институции си ја вршат работата што треба да си ја завршат. Да, за она што говоревме се разбира. За она со што го почнавме говорат. Символички е многу важно. Символички како јавна, како видлива порака се разбира важно. Дали ќе доживееме, па не знам. Се надевам дека ќе доживееме. Ето околу геј парадата уште прочитав една мисла која многу ми се допадна. Некои се чудат и се вознемируваат околу геј парадата. Но таа не е славење да се биде геј, туку нашето право да бидеме геј без прогона. Можеби и да се биде геј, но и ти инсистираат на прогонот. Така немојте да се чудите зошто нема движење на и парада на стрейт луѓето. На стрейт популацијата. Бидете среќни што таа не ви е потребна, се мисли на стрейт популацијата. Да. Па видите, правилно имаат парада како немаат стрейт популацијата. Добро, тоа е секојдневна. Предходно, тоа е една секојдневна масовна парада. Доволно е да направите една викенд прошетка во Скопскиот градски парк за да ја видите таа парада. И еве ќе имаат и на 29-ти. Да. Ке го прават оне марш на количките и Скопје и Битола, мислам. Анти-геј парада. МПЦ исто со овој интелектуалниот јавен гласноговорник Пимен се огласија дека и они еве организираат една контрапарада, иако не ми е јасно на што, па они се горди, можеби на имотот кој што го поседуваат и кој што го приватизираат во јавниот простор. Да не говориме за данокот кој или не се плаќа. Или можеби на данокот кој што не го плаќаат, или па џиповите кои што ги водат. И ја би бил можеби горд да имам толков џип. Меѓутоа тие очигледно слават. Но за мене така малце како еден зајадлив коментар, ние еве со мојата менторка од Белград која што ја видовте и на срамота говореше Елисавета Благовиќ со години така замислуваме како можеби еден добар ироничен политички гест би било всушност и добро да направат една стрейт парада како еден гест на демистификација, на обележување на сопствената немаркирана и невидлива парада која што изведуваат секој ден. И конечно еве тоа ни го принудуваат, се разбира, горди, слободни, заштитени од сите, без никаква пцовка, без никаква навреда, без никој да ги девалвира и да ги дехуманизира. Еве ќе одат уште еднаш, но се разбира со намера да ги постават границите на човечкото, да ни кажат на нас дека ние не сме доволно луѓе како нив. Да. Добро, се гледаме на 29 јуни, јас ја повикувам публиката да ни се придружи на парадата на гордоста. Само за крај морам да кажам дека овој повик не е само повик за да се заштитат правата на ЛГБТ лица. Това е повик за да се ослободат и мажите и жените кои што се стрейт, кои што се цис родови од нормите што секојдневно и се наметнуваат. Това е можност и за нив самите да се ослободат од она што општеството секојдневно го очекува. Јас верувам дека не е лесно да ги перформирате тие улоги кои што се толку захтевни, изискателни од моментот кога ќе се разбудите па дури легнете во кревет, така да ова е прилика и за нив, повелете сите. Да, добро. Благодарам, Димитров. Фала.